Добар ден на сите. Голема благодарност до нашиот премиер Зоран Заев за силната поддршка од него лично и од владата на Република Северна Македонија, која што ние како државна компанија, најголема компанија за производство на електрична енергија, АДСМ, ја добиваме во изминатите неколку години. Ваквата силна поддршка за нас е дополнителен поттик за инвестиции кои што ги правиме и ќе ги правиме во наредниот период во доменот на обновливи извори на енергија. Денеска правиме увид во работите на првата сопствена фотонапонска електрана со капацитет од 10 мегавати, кој што ги изведува, работите ги изведува економскиот оператор Girişim од Република Турција. Истовремено се подготвува документацијата и за многу брзо ќе се објави јавниот повик за уште една ваква 10 мегаватна фотонапонска електрана која што ќе биде во сопственост на нашата компанија. Паралелно со подпишаните два договори од 50 мегавати со компанијата SolarPro од Република Бугарија и 50 мегаватна централа со компанијата Fortis Energy од Република Турција, го заокружуваме процесот на енергетската транзиција во рек Осломеј, прва ваква транзиција во југоисточна Европа, за што добиваме и пофалби од Европската енергетска заедница. Ова не значи само економски добит, ова ќе значи и еколошка добивка на граѓаните и жителите кои што живеат во регионот на Рударско-енергетски комбинат Осломеј. Паралелно со овие транзиции ја правиме и социјалната транзиција. Тоа ќе значи дека во новите фотонапонски електрани ќе работат дел од нашите вработени од рек Осломеј, таков и договорот со јавното приватно партнерство за 100 мегавати, и тоа ќе значи дополнителна сигурност на нашите вработени од рек Осломеј. Паралелно со овие проекти кои се одвиваат овде во Кичево и во Осломеј, исти вакви проекти планираме и веќе се во фаза на подготовка во Битола, 100 мегаватна фотонапонска електрана, која што ќе биде исто по принципот на јавно-приватно партнерство, и нашата сопствена фотонапонска електрана од 20 мегавати во прва фаза и дополнителна уште 40 мегаватна, со што ќе заокружиме и производството на фотонапонската електрани кои што ќе заменат еден од блоковите во рек Битола. Се подготвуваме и за инсталирање на гасна електрана со снага од 225 мегавати во Битола, која што ќе замени вториот блок, и на крај за третиот блок ќе треба да се обезбедат дополнителни инвестиции, целосно да се заокружи и еколошко производство на енергија во регионот Битола. Исто така со поддршка на владата добиваме и можност да инвестираме и на други локации низ државата, тоа е во Кавадарци, во Маврово, Свети Николе, Штип и други локации каде што можеме да инсталираме фотонапонски електрани. Го заокружуваме и процесот на ветерниот парк во Богданци, каде што дополнително ќе изградиме уште 14 мегавати ветерни парк. Го припремаме и ветерниот парк во Миравци, кој што ќе треба да биде со инсталиран од 50 мегавати. Го засилуваме и темпото на хидропотенцијалот со третата фаза на ревитализација, да ги заштитиме и да ги стабилизираме нашите производни капацитети во хидропотенцијалот, и она што е најважно и назначено и за нас како компанија, но и за државата и за владата, тоа е успешно завршување на проектот за хидроелектраната Чебрен, кој што се очекува до крајот на годината да бидеме подготвени со документацијата, и до наредната година, до средината на 22 година, да склучиме договор со што конечно, после повеќе децениско очекување, хидроелектраната Чебрен ќе почне да се гради и ќе донеси сигурност и стабилност на нашиот електроенергетски систем. Уште еднаш благодарам на сите присутни, пред се на премиерот Заев и на нашите пријатели од Турција.